Овој наш филозофски филмски фестивал е плод на една активност која што можеби може индиректно да се поврзе и со некои поенти што можеме да ги извлечеме од филмот што вечерва беше предмет на проекција и на наша дискусија. Имено тоа е продукт на една синергија. Тоа е продукт на едно колективно действување во кое што секако работите не оделе секогаш мазно, во кое што имало различни перспективи, различни мислења и гледишта, меѓутоа финалниот резултат, можеме сите да посведочиме во која мера е успешен и уште еднаш од мое име би сакала да им заблагодарам на нашите драги студенти, бивши, сегашни, а се надевам и во оваа публика има и некои кои што ќе бидат идни студенти на филозофскиот факултет, на сите поддржувачи на овој настан и, како што реков, уште еднаш на сите присутни. Филмот што вечерва беше предмет на проекција е еден од филмовите кои што ќе ги најдете на практично на сите листи на најдобри правни филмови, значи филмови со правна тематика, сакам да кажам, на сите времиња. И тоа тој котира на прилично високо место. Станува збор за филм кој што потекнува од далечната 1957 година во режија на Сидни Ламет, а Хенри Фонда, кој што беше еден од главните протагонисти, исто така се јавува и како негов продуцент. Сценариото, како што слушнавте и од колегата Максим, е на Реджиналд Роуз и еден од интересните факти поврзани со генезата на овој филм е што директната инспирација за Роуз да го напише ова сценарио е неговото лично искуство како поротник во еден случај на судење. Така што главната инспирација за овој филм, меѓу другото, покрај овие општи сознанија, потекнува од неговото лично искуство како поротник. Овој филм беше номиниран за 3 Оскари во годината кога што беше продуциран, не освои ни еден, загуби од Мостот на реката Квај. Меѓутоа, како што реков, до ден денеска останува еден од најзначајните филмови воопшто, не само на правната тематика, туку и во историјата на филмот воопшто. Читајќи, истражувајќи малку за историјата на овој филм, најдов на еден интересен податок кој што се однесува на фактот дека во 2010 година во Њу Йорк на Форхам Лоу Скул, значи дел од еден језуитски њујоршки универзитет, организираат Форхам Филм Фестивал, значи вака некоја слична форма на поврзување на правната тематика со филмската уметност, и дека во 2010 година како почесен говорник на тој фестивал е поканета Сонја Сотомајор, која што е една од судиите на Врховниот суд на Америка и практично првата жена со хиспаноамериканско потекло која што доаѓа на таа престижна позиција, и таа токму го избира, значи понудено е да избере еден филм кој што ќе биде прикажан со студентите и кој што ќе биде предмет на дискусија, и таа го избира токму овој филм 12 гневни луѓе, и жали за тоа што и покрај најавата неговиот режисер не можел да присуствува од здравствени причини, имено тој починува следната 2011 година, така што таа средба реално не е остварена. Меѓутоа, судијата Сотомајор вели дека овој филм го избрала, меѓу другото, и токму поради тоа што тој бил еден од главните мотиви таа да се одлучи за правна кариера. Значи, таа го гледала во времето кога се уште се двумела околу својата идна професија, и овој филм практично бил пресуден да тргне по патот на правната кариера, која што ја довела таму каде што е денес. Исто така има и други интересни факти поврзани со овој филм, меѓутоа дел од нив се надевам дека ќе бидат споменети во текот на нашата дискусија. Како што можете да забележите, овој филм е сниман во црно-бела техника и играта на боите, значи на црното и на белото, и нивната символика е многу повеќе од само површинска одлика на филмот. Ако забележавте, Хенри Фонда, кој што е еден од главните протагонисти, кој што го игра судијата број 8, е облечен во бел костум, додека на крајот се покажува дека неговиот главен антагонист, кој што го игра Ликоп, всушност неговото палто е црно. Значи, она привидно на шема bad guy, good guy, нели? Но тоа е само привид. Јас инсистирам на тоа дека тоа е, значи, црно-белата шема е една од површинските одлики на филмот, затоа што неговата содржина е точно во контраст со шемата на црно и бело. Значи, таму се покажува целата сложеност, целиот колорит на човечките карактери, на човечките емоции, на
предрасудите и желбата тие предрасуди да се надминат. Ако внимателно ги анализираме ликовите во филмот, ќе видиме дека во никој од нив нема само позитивни или само негативни црти, дека тие поминуваат низ една вистинска трансформација во која што излегува на површина, како што реков, таа двојна природа на човечката личност, која што се отчитува буквално во секоја секунда од филмот. Сега, комплексноста на овој филм дозволува, не само што дозволува, туку повикува на многобројни читања, како што беше тоа случај и со претходните филмови, нели, и филмот Еден маж и една жена на Лелуш, и филмот што вчера беше проектиран, како и сите врвни уметнички дела се карактеризираат со таа повеќе димензионалност и повеќе слојност. Например, овој филм и во теоријата е разработуван од повеќе аспекти. Например, во еден текст сретнав една формулација дека овој филм може да се чита како еден впечатлив визуелен аргумент против смртната казна. Зошто? Затоа што смртната казна е сепак една од главните теми тука и целата процедура на која што се одлучува за смртната казна, високите стандарди на доказ, затоа што стандардот beyond reasonable doubt е еден од практично максималниот стандард во американскиот правен систем, строгите барања за консензус, значи за едногласна одлука на жирито и другите аспекти, презумпцијата на невинност, например, претпоставката дека или уставната гаранција дека секој се смета за невин се додека неговата вина не биде докажана и така натаму говорат за чувствителноста на проблемот на смртната казна, меѓутоа целата, како да речам, контингентност на процесот на доаѓање до одлуката, целата можност во лабораторијата на поротничкото одлучување да дзирнеме од еден необичен агол укажуваат колку навистина е тој проблем тежок и сложен и колку во одлучувањето за најчувствителните и најважните прашања, како што се прашањата на животот и смртта, сепак поради човечката природа, едноставно можноста за грешка е секогаш присутна. А кога станува збор за смртната казна, проблемот е во тоа што е иреверзибилна. Впрочем, како и другите казни, сакам да кажам, и затворската казна на некој начин, иако не го одзема животот, сепак остава такви траги во животот на луѓето, кои што после тешко се потенцијално неизбришливи и затоа почитувањето и на презумпцијата на невиност и строгите стандарди на кривичната процедура во сите системи е нешто што е исклучително важно за гарантирање на она што е битно за секој човек и секој граѓанин, односно концептот на правната сигурност, чувството на правна сигурност, дека не сме препуштени на милост и немилост на произволното одлучување на индивидуите, туку сме заштитени од институциите кои што се процедурално конституирани така да гарантираат, ако не може сосема да се избрише можноста од грешка, барем таа да биде минимизирана до најголем можен степен. Понатаму, исто така, голем број анализи укажуваат на тоа дека ова дело представува еден вид ремек дело на визуелна елаборација на механизмите на социјалната психологија. Затоа што тука, всушност, гледаме колку е таа групна динамика, значи динамиката на групното одлучување, всушност сложена и колку суптилни елементи влијаат врз неа. Еве, например, да го земеме како пример, како илустрација почетокот на самиот филм, така, кога наспроти мислењето на мнозинството, еден поротник се осмелува да застане против и да се стави себе си во една многу неповолна ситуација, сите да го мразат, сите да му се лутат, бидејќи сите сакаат да си одат дома и покрај тоа што се одлучува за таква важна работа како што е животот на еден човек. Значи, храброста да се спротиставиме на она што се нарекува peer pressure, значи, односно притисокот на групата и мислењето на мнозинството, е една социјална способност која што е прилично ретка и прилично, да кажам, деликатна, затоа што тој механизам на, како да кажам, инстинктивно конформирање со мислењето на групата е една доста битна човечка одлика и тоа можете исто така да го видите во механизмите на гласањето. Значи, се сеќавате кога беше првото гласање, некои поротници што беа од почетокот уверени во
кој што им беше чиста нивната позиција, веднаш кренаа рака, додека барем неколкумина гледаа како ќе гласаат другите. Мислам дека секој од нас кој што бил во некои колективни тела на одлучување, да кажеме од не знам, куќен совет до наставнички совет или родителска средба или нешто слично, го видел на себе функционирањето на тој механизам, кога не сме сигурни за тоа како да гласаме, така скришно, за да не видат останатите, дзирнуваме малку околу-наоколу да видиме како стои нашата позиција и каква групна заштита ќе добиеме или нели со колкав групен отпор ќе се соочиме, доколку го искажеме своето мислење што се спротивставува на мислењето на мнозинството. Исто така, разлозите поради кои што застапуваме одреден став кој што го застапуваме и разлозите поради кои што го менуваме ставот. Значи, тука можевме да видиме многу интересни примери, затоа што оној феномен како одредени поротници го сменија своето мислење. Значи, некои од нив го сменија затоа што навистина беа убедени од аргументите. Додека други, посебно интересниот лик на кој што најважно му беше да стаса на бейсбол играта, без оглед на тоа што се одлучуваше за животот на едно младо момче, тој на крај се предаде од конформистички причини, само да завршиме, не е битно и практично не понуди никаков разлог за своето становиште. Исто така, интересен е фактот дека во тој социјален контекст ние честопати се обидуваме колку што е можно повеќе да избегнеме тоа што се нарекува когнитивна дисонанца, односно, кога ќе застанеме кога ќе изразиме одредено гледиште, после тоа да го повлечеме. Особено личностите со интегритет, тоа им е важно. И токму поради тоа, ако се сеќавате во првото гласање, одредени поротници одбија да се произнесат. Така еден или двајца беа. Сега, поентата е во тоа што од аспект на таа социолошко-психолошка анализа, на тој начин се избегнува доаѓање во состојба на противречење на самиот себе си, која што на некој начин го губи го симнува социјалниот рейтинг и кредибилитет, и затоа некои од нив избра да се воздржат на почетокот како подобра опција, отколку да изразат прво едно мислење, па после да треба да се побијат самите себе си. Исто така, од тие детали околу кои може да се дискутира во филмот, една можеби ситница, меѓутоа што може да биде индикативна и која што исто така е предмет на коментари во литературата за овој филм, е на почетокот на филмот, кога не се знае уште како ќе бидат распоредени улогите меѓу поротниците, кога на Хенри Фонда му нуди мастика, нели, гумат за жвакање да земе, тој ја одбива, а кога подоцна зема бомбона од другиот поротник. После се покажува дека тој што му ја нуди првиот мастиката на Хенри Фонда, всушност е оној со кој што тој веќе антиципира несогласување. И едни од интерпретациите на оваа финеса, на овој детај на филмот, се повикуваат на оној имплицитен механизам на социјален реципроцитет. Односно на социјалниот притисок, кога ќе добиеме нешто, веднаш да сме обрзани да дадеме нешто за возврат. Тоа колку и да е ситна таа услуга, на некој начин примањето на услугата како имплицитно да не обврзува да возвратиме. И иако е тоа тука покажано на една многу, да речам, на еден речиси беззначаен детаљ, е индикатор за еден многу подлабок социјален механизам, врз кој што за жал почиваат многу од феномените кои што во функционирањето на заедниците предизвикуваат проблеми во смисол на врските, возвраќањето на услуги, роднокрајните, да кажам, лојалности кои што често пати ја надминуваат лојалноста спрема принципите и законите, и често пати е потребен голем степен на свесност за имплицитните механизми на социјалната комуникација, за човек да остане на некој начин резистентен на тие феномени. Меѓутоа, од овие релативно, да кажам, површни и периферни детали, кои што ги споменав како илустрација за тоа на колку нивоа може да се чита, и не само што може, туку и де факто се анализира филмот. Јас бев импресионирана за тоа колку опстена литература теориска може да се најде за овој филм. Би сакала постепено да се упатам кон оној аспект кој што мене ми е лично најблизок и поради кој што заедно со организаторите на фестивалот и се одлучивме да го работиме овој филм, феноменот на правдата и правното расудување.
Имено, ако се сеќавате, уште на почетокот, во ведниот кадар на филмот, кога ги дава оние големите столбови на судот, имаше горе еден надпис, дали некој се сеќава на него? Значи, The Administration of Justice, значи делењето на правдата, представува форма на потрага по доброто. Во таа смисла парафразирам сега слободно. Меѓутоа, идејата на правдата и незиното делење и идејата на доброто, ставени во тој контекст, ставени како надпис на таа импресивна судска институција, се она кој што не упатува кон подлабокото филозофско правно значење на сето она што во филм беше спакувано, така да се каже, визуелно од совештината на неговиот режисер. Имено концептот на правдата, особено врската помеѓу концептот на правдата и доброто, е се едно општо место кое што уште од античката филозофија па до денес, почнувајќи од делата на првите антички филозофи, преку маестралните концепции на Платон и на Аристотел и понатаму до ден денес, се тема која што не престанува да биде актуелна. Меѓутоа, бидејќи сме во сферата на визуелното, јас сепак би се повикала на една од најупотребуваните визуелни метафори кога станува збор за тематизирање на правдата и правното расудување, а тоа е оној символ на правдата, богжицата јустиција, нели, која што преку нејзините атрибути може да ни даде добар шлагвор, добра почетна точка за анализа на многобројните слоеви на овој филм. Имено, сигурно секој од вас имал можност да ја види во различни варијанти таа фигура, нели, убава жена која што држи во раката Терезија, значи една вага на која што нема тегови, туку има само два таса. Така. Држи во едната рака меч, значи, а преку очите носи превес. Сега тасовите, односно Терезијата, специфичниот тип на вагата, што е символ на правосудството, всушност се однесува на фактот дека главната нејзина, најделикатната нејзина функција е всушност во одмерувањето на аргументите про и контра. Значи, одмерувањето на разлозите што во правниот контекст одат во прилог на едната и во прилог на другата страна, а штом има спор, значи штом нешто дошло пред судот, значи дека не е чисто. Бидејќи, како што вели Аристотел, потреба за размислување имаме само кај нештата што не се ниту нужни, ниту невозможни. Може да се одлучува само за она што може да биде одлучено и на еден и на друг начин. И бидејќи нема тегови, бидејќи нема објективен, независен, контекстуално независен стандард за проценка, секогаш се проценува релативната тежина на аргументите за и против. И токму затоа судиското расудување во принцип не може да се механизира или да се автоматизира. Затоа што покрај општата праведност, како што вели Аристотел во петата глава на Никомахова етика, имаме и еден друг многу важен концепт, епеикеија, што е всушност справедливоста како правда на поединечниот случај. Поради општата природа на законот, тој никогаш не може да биде доволен да ги покрие сите индивидуални случаи. И затоа секој индивидуален случај мора повторно да го изоди тој тежок пат на одмерувањето на сите релевантни фактори, и генералните норми, и посебните околности, и тежината на доказите, и токму затоа правното расудување е една од најделикатните и најтешките задачи, затоа што всушност тука, иако расудувањето е важна активност во секојдневниот на живот, бидејќи од квалитетот на нашето расудување и нашите мисли, најдиректно зависи квалитетот на нашите акции, кои што го засегаат и нашиот и туѓиот живот. Меѓутоа, тука во сферата на правото, поентата е во тоа што јустиција мора да го употреби својот меч, со други зборови, таа мора да пресече. Во филозофските контроверзии може да се одвиваат со милениуми, со векови, со децении, се одам обратно, не, со децении, со векови, со милениуми, меѓутоа едноставно тие не мора да завршат во одредено време и простор. Но во правните процедури одлуката мора да биде донесена. Значи судијата не смее да одбие да суди под изговор дека нема доволно, нели, докази или дека нема доволно време да го разгледа случајот, или дека му се оди дома, или дека има, нели, семејни проблеми. Едноставно мора некаква одлука да биде донесена и таа одлука да биде изложена некакво оправдување, односно некакви разлози или аргументи, некаква јустификација, која што понатаму може да биде, ако станува збор за одлучувањето во повеќе инстанци, да биде предмет исто така на нова проценка. Сега, и токму тоа ја отежнува и ја комплицира ситуацијата на овој план, затоа што тоа одлучување не е за некои небитни работи, туку за најсуштествените вредности на човековиот живот. Значи слободата, достоинството, честа, имотот
и доколку процесот на правното расудување трпи одредени дефекти, значи прво од логичка, понатаму и од, не знам да кажеме, материјална или етичка природа, тогаш ефектите на тоа погрешно или не расудување кој што не ги запазува стандардите на логичката и правната коректност, има потенцијално деструктивни консеквенции кои што најдиректно ги засегаат човечките животи. Сега, ние фино си гледаме, нели, тука филм, станува збор за некако фиктивен случај, си мислиме дека ете така сме безбедно заштитени во удобноста на нашите наблюдувачки седишта, но, како што рече еден од поратниците, може би беше самиот фонда, не знам, а замисли ти да си на неговото столче. Секој од нас може да биде на столчето на другата страна, таму каде што се одлучува за нашата судбина. И тој реципроцитет никогаш не смееме да го заборавиме. И затоа една од големите пораки на овој филм е значењето на социјалната одговорност. И она, да кажам, може би етичката димензија на златното правило постапува и спрема другите така како што би сакал да биде постапувано спрема тебе, затоа што социјалните роли многу лесно се менуваат. Мислиме дека сме заштитени во нашата социјална позиција, таа може за еден миг да се смени и да бидеме на другата страна и тогаш да почувствуваме како е кога некој друг брза на бейсбол или на фудбалски надпревар, а нас ни зависи или на некој наш близок ни зависи нешто суштествено. Значи тогаш сваќаме колку е тоа важноста на тој социјален реципроцитет, на емпатијата и социјалната одговорност од непроценливо значење. Сега третиот елемент на таа метафора на јустиција е превезот преку очите, така? Значи, тоа е знак за непристрасноста. Тоа е знак дека таа треба да се раководи само по релативната тежина на аргументите про и контра, а да не зема предвид ни едни други аспекти на случајот, ниту лични, ниту од други околности и дека треба, како што би рекле, да кажам, како што рекол славниот историчар, а тоа сосема мото и на правните процедури, да се одлучува sine ira et studio, значи без гнев и пристрасност. Сега, кога на божицата е потребен превес, така, за да одлучува непристрасно, што станува за луѓето? Значи, во овој филм, една од најсилните поенти е тоа колку нашето расудување, дури и во ситуациите кога е од животна важност, значи кога се работи за животот и смртта, е под влијание на фактори кои што можат да ја загрозат, да ја корумпираат неговата чистота. Значи, тука се личните предрасуди, тука се етничките предрасуди, тука се стравовите, тука се индивидуалните животни приказни, тука се ситните човечки мотиви. Значи, овој филм представува една фантастична и загрижувачка панорама на сите оние, да кажам, потенцијално деструктивни сили кои што можат да извршат негативно и кои што за жал вршат негативно влијание во секојдневното функционирање на нашата човечка природа, а тука се ставени буквално на on the spot, како што се вели, на самата на најистореното место на сцената. Еве да се вратиме на пример на предрасудите кои што ги покажуваат главните антагонисти. Така колку пати оној агресивниот поротник, кој што беше непријателски настроен спрема луѓето од гетото, спрема депривилегираните, значи со колку омраза, со колку автентичен негативитет и увереност зборуваше, тоа е најстрашното, што степенот на автентичност со која што ги, да кажам, ги ширеше предрасудите и го изражуваше својот потценувачки став спрема луѓето поради нивното етничко или да кажам социјално потекло и социјална ситуација и со колку страст се обидуваше да ги увери другите поротници дека мораат да го прифатат неговото гледиште. Понатаму кога се постави на прашањето дека имигрантот кој што дошол тука им ја зема работата и животниот простор на домородците, така да се каже, на домородните американци, па уште и нив ќе ги учи како треба да се зборува коректно, нели? И кога од истиот тој беше коригиран со граматичката грешка, еден суптилен детал. Понатаму детаљ, се извинувам. Кога
контекстуално, чувствителна шега. Кога стана збор за личните приказни, мислам дека кулминацијата на филмот, кога последниот поротник кој што пружаше отпор, ја искина прво сликата на сопствениот син и после рече, нели, проклети нека се тие деца, снаоѓајте се како сакате, и сам после тоа веднаш рече не е виновен. Со тоа експлицитно беше направена врската помеѓу неговата лична, интимна човечка драма и помеѓу ставот кој што тој го застапуваше. Значи очигледно постоеше идентификација на неговата лична доживеана траума со подтекстот на целиот случај. Случајот на поротникот кој што се брзаше над преварот, веќе го продискутиравме и кој што поради тоа го смени своето мислење. И туку ме потсетува на едно мисло на Шопенхауер, кој што во својот песимистички приод кон човечката природа вели таква е нашата човечка природа, вели за да ако не боли малото прсте, заради таа болка сме спремни да се да кажем ослободиме од таа болка, спремни сме и да го пратиме целиот свет по ѓаволите во одредени моменти. Значи буквално таа црта на човечката природа беше исклучително добро тука прикажана, затоа што на поротниците најголем дел од нив на почетокот им беше битно само да, така да се каже, да се откачат од таа должност, побрзо да ја завршат работата без оглед на правните и човечките консеквенции од таа нивна одлука. Меѓутоа, една друга димензија на филмот, и затоа реков дека тој не е црно-бел, сепак ги покажува и оние други аспекти на човековата природа и перспективите на тоа што се нарекува колективна делиберација. Значи, бидејќи тука се одлучуваше всушност во колектив. Така, мислењето на ниеден не можеше да превлада, дури во ова, како што е поставена процедурата во американскиот правен систем, пресудата мора да биде едногласна. Значи, или позитивна или негативна. Ако поротата не може да донесе пресуда, тогаш таа се откажува и се назначува друга порота. Значи, постојувањето на консензус е клучно. И еден од интересните аспекти на филмот беа механизмите, значи, на градење на тој консензус. Колку беше мачно, колку беше напорно, на колку места помислувате дека е дојдено практично до крај, до безизлез, меѓутоа пак процесот се враќа назад, се додека полека аргументите не претежнат од едната, или речиси од едната на другата страна. И беше интересно тука што не беше само Хенри Фонда тој кој што ги даваше продуктивните идеи што го водеа процесот напред. Тој беше главниот инспиратор. Меѓутоа, неколку од клучните хипотези беа дадени од другите поротници кои што искрено постепено почнуваат да ги разнишуваат своите првични уверувања и полека да се приближуваат кон донесувањето на тој општ став. Значи, она што е уште еден интересен аспект што вака ми падна на ум беше тоа дека фактот на менувањето на сопственото гледиште не е еднозначен. Значи, некогаш способноста да го смените своето гледиште е знак на доблест, кога навистина ќе бидете уверени од аргументите на другиот. А некогаш пак, додека не сте уверени во тие аргументи, обстојувањето на своето гледиште, се додека не бидете реално уверени, е знак на интелектуална доблест. Значи, априори не може да се одлучи дали знак на интегритет е обстојувањето или менувањето на гледиштето. Она што е важно е од кои разлози го правите тоа. Затоа што некогаш менувањето на гледиштето, ако е од разлози кои што се неиздржани или недостојни, исто така е знак на слабост, како и обстојувањето, доколку е тоа само прашање на тврдоглавост. Исто така, интересен е фактот што во тие техники на градење на тој консензус беа видливи два различни стила. Значи, стилот на протагонистот на Фонда и на антагонистот, што го глумеше Ли Коп. Значи, приодот на Фонда беше благ, но цврст, како да кажам, значи не агресивен, беше смирен, беше разложен, беше сталожен, додека во пристапот на неговиот антагонист имаше една многу изразена агресија. И всушност, како што покажа филмот, поефикасен беше убедувачкиот стил на Фонда, иако навидум беше тој помек, поблаг.
Додека, ако се сеќавате во она клучна точка кога агресијата изби на површина од страна на антагонистот, на крајот псите полека почнаа да се дистанцираат од него. Нели, додека дури оние што беа најприврзани на неговото гледиште. Значи, пораката на тоа беше дека таквиот стил, кој што предизвикува агресија и кој што не ја почитува личноста на соговорникот, иако краткотрајно може да даде резултати, во суштина на подолги стази практично е контрапродуктивен. И пак ќе го споменеме Шопенхауер, во едно од своите прочуени дела и доста интересни за анализа, која што носи наслов еристичка диалектика или како да се биде, или за вештината како да се биде во право, секогаш во право, објасната во 38 трикови. Тој дава неколку практични упатства за тоа како секогаш да во судирите со своите аргументативни противници да однесувате победа. И еден од триковите гласи: кога ќе ги исцрпите сите аргументи, викајте. Значи, повишете го гласот. И мислам дека и без Шопенхауер, без да го знаат Шопенхауер, многумина ја користат таа аргументативна техника, но еве овдека се покажува дека всушност незините ефекти на подолг рок се контрапродуктивни и дека на некој начин овој побавен, посталожен, исполнет со респект, поетички пристап на што беше олицетворен во приодот на фонда, дава подобри резултати. И сега, интересен е фактот исто така што сцената, сакам да кажам просторот во кој што е снимен филмот, е исто така индикативен. Како што можете да забележите, практично целиот филм се одигруваше во една просторија. И членовите на поротата беа заклучени, како да се тие на некој начин обвинетите. Значи, практично, иако се тие кои што судеа, на едно подлабоко ниво, всушност тие беа на некој начин on trial, беа на судење. Меѓутоа, беше на испит, така да се каже, нивниот човечки интегритет, нивниот персоналитет, нивните способности за делиберација, за градење на консензус, и тука тие беа репрезенти буквално на сите страни на човековата природа, која што рековме дека е исклучително комплексна. Како тие да беа всушност оние кои што пројдоа низ еден долг процес на судење, меѓутоа судење од човечки аспект. И низ тој процес тие се трансформираа на некој начин. Значи, од почетокот на филмот до крајот сведочевме за една суштинска човечка трансформација во која што многу од одликите лични кои што не може да се променат останаа константни, меѓутоа една, како да кажам, една социјална кохезија на некој начин, една делиберативна кохезија, во таа смисла што сепак дојдоа до едногласност беше остварена. И овој аспект на филмот е свесно потенциран од страна на режисерскиот приод на Ламет, бидејќи, сега јас не сум стручнак за тој аспект на филмот, меѓутоа, колку што можев да видам низ литературата и колку што објаснува и самиот режисер, тој ефект на клаустрофобичност, значи тој ефект на огромен притисок, просто ја чувствувате тежината на атмосферата која што е засилена од топлината на тој ден, и како расте температурата, така расте напнатоста и обратно. Кога заврнува дожд, малку се релаксира атмосферата, а кога еден од антагонистите ја наоѓа, ја открива тајната дека вентилаторот се пали заедно со светлото, нели, тоа дополнително ја оладува атмосферата и буквално и метафорично, значи веќе ја придвижува кон тој консензус. А тој ефект на клаустрофобичност и фокус врз, да кажам, значењето и тежината на нивната задача е потенциран и од начинот на кој што ја употребува камерата режисерот. Тој всушност ги затворил глумците во таа соба, реално во реално, речиси во реално време е снимен филмот, речиси како документарен филм, за да може да ја почувствуваат тежината и вистинската напнатост на процесот да бидат затворени со тие луѓе, нели, во иста соба и да бидат принудени да донесат одлуката, и дека во првите кадри фокусот, значи користењето на леките се фокусира во пределот над очите.
во средината на филмот фокусот е од очите нели надолу, а после буквално на долниот дел на лицата. Значи како напредува филмот, така доаѓаат во прв план ликовите на личностите, значи прогресивно сакам да кажам се приближува фокусот, затоа што како што вели Ламет, кога камерата е одозгора, таа доминира. А кога ќе се смени нели кога ќе незиниот агол е одоздола, вие сте доминирани од камерата е доминирана, да кажам, од ликот. И на тој начин, преку една суптилна, да кажам, динамика на тој визуелен елемент на филмот, се потенцира неговата аргументативна порака и психолошката динамика се води практично до точка на вриење и до кулминација, односно до таа разрешница. Интересен исто фактот што поротниците не ги знаеме имињата на поротниците. Нели тие се именуваат само по нивниот редослед и дури на крајот само името на Хенри Фонда, нели, и на стариот човек кој што исто така беше доста впечатлив лик се откриваат кога веќе завршува целиот процес. А распоредот на поротниците околу таа правоаголната маса е исто така индикативен факт од аспект на таа динамика на одлучувањето. Значи, во принцип, кога се седи на таква правоаголна маса, привилегирани се позициите се тие на оние што седат на потесните страни. Значи, тие на некој начин се очекува да го имаат главниот збор. И затоа нели тркалезната маса е маса која што создава рамноправност на учесниците. Таму се нели никој не е привилегиран во однос на останатите. Меѓутоа, овдека во филмот председавачот на формалниот председавач на поротата практично немаше некое посебно значење како протагонист. Сега тој факт се објаснува со тоа што протоколот нив ги одредува кој кај да седи. Нели? И дека меѓутоа кога се распоредуваат спонтано луѓето, оние кои што тежнеат да ги заземат најдоминантните места на масата, всушност имплицитно се, така да кажам, поставуваат во позиција на неформални лидери, а за разлика од процедурата во која што на поротниците им е доделено местото, дистрибуцијата на социјалните роли нема врска со нивната позиција на масата. Значи, така тоа се тие некои имплицитни, визуелни и социјално-психолошки трикови присутни во филмот и тоа е практично неисцрпно богат со такви знаци, со такви кодови кои што даваат многу простор за дешифрирање и за кои што се надевам ќе имаме простор да зборуваме во текот на дискусијата. Како што реков, од феномените на правното расудување, тука овој механизам на, значи овој формат на кривично, значи судење во кривичната сфера, всушност се смета како еден од најрепрезентативните случаи на еден посебен тип расудување што се нарекува абдуктивно расудување. Значи, тоа е тип на расудување што се разликува и од класичната индукција и од класичната дедукција и се смета како објаснување кон најдоброто можно, како расудување кон најдоброто можно објаснување. И тоа се среќава исто така и во поставувањето на научните хипотези, а и во сферата на медицината. Значи, тука правото, медицината и науката, особено кога станува збор за ваквите случаи на реконструкција на настани, споделуваат некои заедничи механизми во тој аспект што имаме сега некое множество од факти, така, кое што треба да се поврзе во една кохерентна приказна. И имаме повеќе ривалски теории за тоа што се случило. И поставуваме сега одредена хипотеза, ја тестираме неа и гледаме колку таа ги издржува критичката, ги издржува критичките обиди да биде побиена. Обично тука оди една теорија, еден плаузибилен склоп од хипотези, ако тој се покаже дека има слаби точки и се урне, значи се побие, се оди кон друго, се додека не се дојде до некое, да кажеме, плаузибилно објаснување, што е подобро од ривалските хипотези. Значи не се тврди дека е апсолутно вистинито, но ако сте огледале Доктор Хаус, например, не знам, тоа е баш Шерлок Холмс на теренот на медицинската сфера. И тука има една таква имплицитна нишка,
бидејќи во секое судење станува збор за реконструкција на нешто до кој што веќе не можеме да имаме директен епистемолошки пристап. Значи мораме индиректно да расудуваме. А колку е комплексен тој процес околу востанувањето на фактите и нивното поврзување, овој филм е еден од најдобрите примери. И затоа, тоа што е донесена тука ослободителна пресуда, не значи позитивно дека не е виновен. Дека не е виновен обвинетиот. Туку само дека е ослободен во недостаток на докази, односно дека не може неговата вина да се утврди вон разумно, надразумно сомневање. Значи тоа не значи дека тој не е виновен. Може би е виновен, меѓутоа според она дека продубио ин рео, нели, кога во случајот на сомневање се пресудува во корист на осомничениот, поаѓајќи од максимата дека е подобро, нели, некој што е виновен да остане на слобода, отколку некој што е невин да биде казнет. Затоа што, како што реков, правните санкции ги засегаат најчувствителните аспекти од човековиот живот и секаде каде што има пенализација, секаде каде што има казна, мора да се постапува крајно внимателно во процедурална смисла. Мислам, тоа е вградено во овие процедури и презумпцијата на невинност е изградена токму врз тој принцип. И го споменавме тоа што на оние што еве студентите од правниот факултет сигурно им е познато, товарот на докажувањето. Така. Значи на почетокот рече еден од поротниците, па никој не докажа дека тој не е виновен. Не. Значи не треба одбраната да докажува, треба обвинението да докажува. Товарот на докажувањето лежи на оној кој што ја изнесува обвинителната теза. Значи никогаш не може товарот на докажувањето да биде на оној што се брани. Јас ќе ве обвинам, па сега вие бранете се. Ако докажете дека не сте виновни. Значи не, процедурата е таква, оној кој што го изнесува обвинувањето, на него лежи товарот на докажувањето. И сакам да кажам, многу од тие суптилни аспекти на правната процедура тука беа покажани на многу директен начин. И во процесот на изградбата на тој консензус, како што реков, што се однесува на клучна придобивка, значи на животот на едно младо момче, овој филм уверливо ги отслика сите сцили и харибди на тој процес, кое што со соодветна генерализација кажуваат многу не само за правниот процес, туку и за многу други механизми од социјалниот контекст. Како што гледате, професорската професионална деформација почнува да се покажува на дело. Мислам дека кој ќе ни дадете збор, навикнати така да од зад катедрата да се обратиме пред аудиториум, тешко може логоричниот импулс да се контролира, затоа јас тука би го завршила овој прв дел од излагањето и би ве поканила на дискусија во која што се надевам дека дел од поентите кои што секако пропуштив свесно или несвесно да ги потенцирам околу значењето на овој филм би можеле да дојдат до израз. Благодарам за вниманието. Добре, се слушам. Многу ви благодарам за излагањето, навистина сум премногу што сум збогатено. Ме интересира многу за тоа што спомнавте насловот и ме интересира дали би се согласиле за превод на насловот на филмот. Да. Ти мажи ќе би ставил. Самиот машки принцип е доста истакнат и во самиот диалог, нели, во самото сценарио они напати ги истакнуваат тие женските, нели, нивни предрасуди, да речам, едноставно женската природа како ја гледаат. Ме интересира што ви благодарам многу што го споменавте ова. Тоа беше родовиот аспект на филмот, беше една од прашањата што немав можност експлицитно да ги споменам, но секако заслужуваат внимание. Да, околу значењето и преводот на англискиот термин, нели мен, ме подсетува на онаа дискусија уште од првиот филм, околу француското ом, нели, дали да биде еден маж и една жена или еден човек и една жена. Во теоријата, во сферата на родот и јазикот, нели, со која што исто така помалку се занимавам, фактот што во англискиот јазик
постои еден термин за човек и за маж, односно мен, се смета како пример за еден вид на родова асиметрија, така да се каже, во која што имплицитно како бидувањето маж да се поистоветува со бидувањето човек, затоа што зборот мен има генеричка употреба. Така. Значи станува збор за термин со кој што се означуваат истовремено и луѓето воопшто и се означуваат и машкиот дел од популацијата. Додека зборот жена нема адекватна генеричка употреба, значи тој е специфициран, само се однесува на женскиот род и тоа е еден интересен феномен кој што во преводите на сите филмови што го содржат тој термин, исто така може да внесе определена двосмисленост, особено поради фактор што тука сите членови на поротата се мажи. Бели мажи, нели, во одредена возраст од релативно млада до релативно зрела, мислам, доцна доба. Мислам дека единствената жена што се покажува во филмот е на почетокот, кога пред да се влезе во собата за поротата, кога се гушка една постара господја со некој спореден лик, значи една или можеби не знам, и имплицитно се споменува сведокот, значи жената со очилата, но мислам дека таа не се покажува никаде директно и како што добро забележавте, еднаш или два пати има спомнување на одредени родови стереотипи во смисол жените прават така, тоа е женската психологија. Јас не сум го сретнала експлицитно, генерално се преведува како 12 гневни луѓе, значи се оди на генеричката интерпретација на концептот на маж, меѓутоа мислам дека во контекст на филмот сосема е легитимна е вашата сугестија, може и така да се интерпретира и мислам дека можеби тој факт говори нешто за состојбата во општеството во времето во кое што е снимен. Значи станува збор за 57 година кога американското општество засилено од, значи да кажам, веќе е помината војната криза, надворешните закани се релативно подносливи и фокусот сега доаѓа на внатрешните противречности со кои што се бори американското општество, класните, нели расните, па и родовите стереотипи. Мислам дека тие тука се имплицитно, да кажам, присутни и можеби е и уште една од тие суптилни, да кажам, трикови на сценаристот и на режисерот, тоа што се решиле за една таква констелација во која што буквално ќе биде центрирано вниманието врз, да кажам, припадниците само на едниот пол, односно род, а женското присуство е наметливо во своето отсуство, така да кажам. Да, благодарам за сугестијата, значи немам, да кажам, дефинитивен одговор, но мислам дека секако вашата сугестија апсолутно стои врз основа на самата содржина на филмот, која што можеше да посведочи целиот аудиториум. Само да. Вечерва истина бе почестени со едно исклучително дело од американската и светската филмска класика и воедно со една извонредна професорска анализа на многозначните аспекти на оваа американска психолошка камерна судска драма, така би можеле да ја дефинираме, во кој акцентот беше ставен на интерперсоналните односи внатре во една група која има исклучителна социјална и поединечна нормална морална одговорност да утврди вистина за конкретен кривично правен настан. Иако силата на филозофијата да ја досегне апсолутната вистина, овде е ограничена потрагата по вистината на вистина за одреден настан врз основа на расположиви докази. И низ играта на правната логика, низ она што значи човеково рацио, меѓутоа подкрепена со она што е човекова емоција внатре, внатрешна психолошка борба кај секој поединец од групата
и она што значи психолошка борба на ниво на група и внатре на подгрупи во групата. Точно, точно. Беше изморено насликано и верувам дека ја разбива едно време важичката илузија дека филмот е Библија пауперум, дека е уметност за сиромашните по дух, книга за сиромашните по дух, за оние кои што немаат задлабочена интелектуална потреба да се дружат со книгите и аналитички да му пристапуваат на светот во кој живеат. Би сакал само да подсетам на атмосферата во салата. Значи филмот е произведен пред некаде 50 години. Речи си 60. И повеќе, значи шестата деценија се приближува, се извинувам за грешката, и функционира меѓу публика која не е ни родена во времето кога е создаден овој филм. Ова разбива уште една предрасуда за природата на филмот, дека филмот е ефемерна уметност, чии вредности се менливи, па ќе потраат 5, 10, 15 години. На филмската класика не врви вредноста, како што не уверува овој филм, и токму се ова што се случуваше вечерва е сведоштво дека има своја полна смисла, полн резон филозофскиот филмски фестивал, и тоа е веќе традиција, не можам да речам да стане традиција, бидејќи веќе е, а би сугерирал почесто дружење со вакви дебатни теми, во кои се добираат прашања и од други научни дисциплини, од хуманистичките, од општествените науки, па не би било лошо овој филозофски филмски фестивал со 3-дневно траење во текот на една година да стане, да биде основа за некаква идеја за дружење со убавиот филм на ваков начин се разбира, најмалку еднаш месечно. Благодарам. Ви благодарам многу за оценките, за квалитетот. Мислам дека целата екипа што беше ангажирана околу фестивалот со ова добива едно од најзначајните признанија. И вашите коментари и вашите сугестии се мощни и драгоцени и мислам дека со нив навистина во суштина мислам потполно се согласувам. И би сакала ова да, иако немаше конкретно прашање, би сакала да го искористам како шлагворд да ви се заблагодарам за тоа што укажавте на една тема која што исто така остана на некој начин недоволно експлицирана, статусот на вистината во правното расудување. Тоа не поврзува и со минатогодишниот фестивал, кога професорот Сидовски го имаше тоа интерактивно, нели, многу впечатливо излагање околу Рашомон, бидејќи филмот Рашомон на некој начин третира слична проблематика врз основа на позната литературна предложка, нели? Како да се изгради една кохерентна приказна, како да се дојде до вистината, кога постојат различни интерно кохерентни приказни, а меѓусебно инкомпатибилни. Значи, тоа е еден голем и правен, и етички, и во крајна линија епистемолошки проблем, и дел од поентата на овој филм на некој начин коинцидира со таа општа порака. Околу статусот, исто, зошто е тешко, како што рековте вие, да се реконструира нешто во што не можеме да имаме директен епистемолошки пристап. Статусот на сведоците, тоа сакав исто да го продискутирам малку, нели треба минимум 2, ако не се лажам, сведока за да има минимален кредибилитет приказната, затоа што сакам да кажам подложноста на нашите судања на предрасуди дури од перцептивен тип. Значи, ајде, не од интелектуален, туку едноставно во интерпретацијата на она што го перципираме, е исто така многу тежок и многу комплексен проблем, што создава дополнителна сложеност, генерира дополнителна сложеност во правното расудување, затоа што се сеќавате кога зборуваа за сведочењето на стариот човек. Вели, не мора да значи дека тој лаже намерно, тој конфабулира, едноставно си представува, си замислува нешто и уверен е, значи би сведочел под заклетва дека е нешто така, а во суштина создава некоја фикција под одредени, да кажем, емоционални или други притисоци. Мислам дека нема човек на кој што не му се случило, барем мене неколку пати во животот ми се случило, што се вели глава ќе дадам дека нешто било така,
и дека ми сум сосема сигурна во своето сеќавање, и после одредени објективни околности ќе ми укажат дека можеби навистина нешто во моето сеќавање е конструирано или интерпретирано на поинаков начин. И мислам дека имам слушано дека некои од постарите професорите од постарата генерација на правниот факултет, не знам сега точно за кого се работи, но не е ни толку битно, пред своите студенти кога ја држал лекцијата, значи кога предавал за комплексноста на феноменот на сведочењето, создавал една ваква ситуација. Значи, оди предавањето, професорот предава за кривичната процедура, за елементите, за сведоците, и одеднаш во амфитеатарот влегува една секретарка, да кажем, од факултетот и му носи на професорот некои документи, професорот подпишете и излегува, значи, или некој слично сценарио, сега не ме држите за збор. И добро, и после професорот прашува, после 5 минути, ајде сега да видиме, нели влезе една жена. Да. Како беше облечена? Дали носеше, не знам, здолниште или панталони? Пола или дел од аудиториумот сведочи за едната, другиот за другиот. Каква и беше косата, нели кратка или долга? Па едни викаат вака, едни така. Значи, директно им покажува на дело колку тие перцептивни на некој начин предрасуди, колку и самата директна сетилна перцепција на различни субјекти, што сведочеле на ист настан, не е секогаш хомогена. Добро, можеби таа разлика не е толку драстична како што сега ја опишав, меѓутоа во некои ситни детали, кои што како што видовме тука се крајно релевантни, може навистина да прави значајна разлика. И затоа како вика тестис унус, тестис нулус. Еден сведок како ниеден, затоа што сведочењето на еден сведок практично не може да биде доволно за да се подкрепи вистинитоста на приказната. Околу статусот на вистината во правниот дискурс, мене ми е еден од интересните феномени што вие го загатнавте, е дека додека филозофите трагаат можеби по нека универзална, нели вечна, непроменлива вистина, статусот на вистината во правото никогаш не може да го достигне тој идеал епистемолошки од едноставна причина, како прво што особено во кривичните процедури моравме да реконструираме нешто што веќе не може да се повтори, во кој што едноставно никој нема комплетен увид. Но од друга страна, потрагата по вистината има многу значаен статус во правото, зашто говорат и за клетвите, така? Или кога се колнат во американските филмови на Библијата, ќе ја кажувам цел truth, the whole truth and nothing but the truth. Тука вредностите на човечката лојалност и уважувањето на тоа дека луѓето што ни се блиски, значи по дефиниција имаме, да речеме мајка, нели, со дете или не знам, или брачни партнери, едноставно мене ми е многу интересен фактот дека дури самото право во одредени случаи може да постави поинакви хиерархии на своите фундаментални вредности и да направи и покрај тоа што потрагата по вистината останува, нели, клучна, особено за утврдување на вина и невиност, во некои случаи дури таа може да биде подредена на некои други вредности што во тој момент се ценат како пофундаментални, и тоа уште повеќе ја прави интересна за проучување и за анализирање од тој логичко аргументативен аспект правната материја. И исто така од секогаш ми бил интересен проблемот на правните фикции и презумпции. Значи, тука исто така проблемот на вистината е засегнат, затоа што кога имаме правна презумпција, како например презумпцијата на невиност, така, тоа е некој факт што се прифаќа како вистинит во отсуство на доказ за спротивното. Значи го третираме како вистинито се додека не се докаже спротивното. Не мора да значи дека е вистинит. Например, презумпцијата дека, не знам, татко на детето е легитимниот сопруг на жената. Со одредени таму временски параметри, нели, околу зачнувањето, но презумпцијата на невиност исто така и презумпцијата на легалитетот, дека она што државните органи го прават се претпоставува како легално се додека не се даде несумнен доказ за спротивното. Или правните фикции, така. Значи, таму каде што уште порадикален случај, кога едноставно и покрај тоа што е јасно дека нешто не соодветствува со фактите, правото го асимилира
во статус на правна реалност, така да се каже. Значи фактичката и правната реалност не мора секогаш да коинцидираат. За целите на правото, понекогаш и нешто што отстапува од фактичката вистинитост може да добие некој вид правна верификација и класичен случај во овој пример за овој феномен обично се цитира една практика на британските судови од 18-тиот, ако не се лажам, век, кога како тешка кражба за која што следува смртна казна, се третирала секоја кражба која што е над некоја минимална сума, да речеме 40 шилинзи. Меѓутоа, бидејќи владеела голема глад и луѓето биле принудени да се снаоѓаат, да речам, за храна на различни начини, имало кражби кои што ги надминувале таа вредноста на таа сума, а кои што навистина биле направени од мотиви кои што според судиите буквално не заслужувале смртна казна. И сега тие почнале да во својата практика практично се што е сите без оглед на материјалната вредност на украдените добра, да ја квалификуваат голем број кражби како, да речеме, вредност во 40 шилинзи. Се додека, за да избегнат последицата да биде за смртна казна осуден човекот кој што украл, да речеме, 2 векни леб да го нахрани своето семејство. Се додека разликата помеѓу реалноста и практиката не станала толку голема, да морало самото правно правило да се смени. Така што сакам да кажам, тоа се таа интересна диалектика на вредноста на вистината во правен контекст, која што е прилично сложена и интересен феномен за проучување. Ова како со црешите, нели, ќе фатите една и уште 10 одат по неа. Јас не сакам да го злоупотребувам времето за прашање на публиката, иако тоа веќе го направив, нели? Само да се надоврзам кратко на претходниот, чи не представува работа. Ама како? Бидејќи е фестивал. Да. И практично сега ситуацијава е дека се собрале навивачи на фудбалски клуб и зборат за судбината на фудбалскиот клуб без играчите да се инволвирани. И тоа за следните пригоди вакви може ќе треба да си го подобрите организацијата и концептот, да викнете некој што е правник, нели, теоретичар или практичар, бидејќи се прават грешки, бидејќи станува збор за наука, исто кој што филозофија е мајка на сите науки и правото е наука. Термините, например, се случуваат грешки, некои ситуации тука концепти би се разјасниле подобро за да не навлегува аудиториумот како што сега се осмелив јас. Значи концептот со поротата го има и во Македонија, советот е составен од мнозинство поротници, иако не се 12. Тоа утврдување на материјална вистина веќе не постои во Македонија, истиот е принцип како што и во филмот со утврдување на надворот секакво разумно сомнение. И тоа се некои ново технички финти, фори од науката што треба да ви се објаснат како граѓани, зашто тука може ќе се најдете и вие како поротници понатаму, и тоа е слободна дејност во Македонија, ниско платен исто како и во Америка, и затоа веројатно сакале да свидат на утакмица, зашто малку се плаќа за тоа и во Америка. Туку сакав само повик не толку до филозофите дека да упатам, бидејќи капитализам е и вашата позиција на глобално ниво една инертна позиција, што е неблагодарно со оглед на мудроста што имате. Тука има филмаджии сега. Навистина, како мал народ и малобројни сме, и таа продукција е замрена, меѓутоа во Македонија имало успеси. Значи, Парадоксот Диоген, после Мајки, после тоа документарците за Ченто. Значи, филмови за, што се вика, правнички филмови, кои што денеска веќе мислам дека не е до државата, нема никаква вина државата. Имаме вина ние како автори, тие што се од тој филмски бизнес и индустрија, што немаат концепт, немаат инспирација и презнаења. И ги повикувам да се осмелат да направат некој таков филм. Не мора да е од кривично право, може да е и од друго. Ситуацијата кај нас е дека ако има
Пропадната фабрика не се прави филм за тоа како пропаднал и за да се навлезе во тие трговско-правни ако има некои спорови, што и били интересни од секој аспект. Не е све тоа стерилно така. Туку ќе се прикаже некој што веќе е отпадок и последица на таа пропадната фабрика, што или ќе се самоубие или ќе убие некој од фамилијата у знак на гнев. Значи тоа не е уме да се навлезе во системот, во фундаментите на нашето општество, да се најдат кои биле проблемите, тој филмот е уметност без поценување, да даде поука за народот, да покаже пат понатаму, да биде врвно дело вака после 60 години да го гледаме, а не се стари македонски приказни само филми. Тоа е мој повик. Да, ви благодарам многу, значи за вашата интервенција. Вака, значи прво ќе почнам од крајот. Да, јас навистина мислам дека е добра сугестијата да се прочепка малку и да се афирмира на некој начин оваа продукција што ги поврзува филмот и правната тематика во што е настаната во македонски контекст и мислам дека тоа би можело да биде навистина една од задачите за следните изданија на филмскиот фестивал. Околу изборот на овој филм, мислам дека објаснивме зошто отидовме токму на него, иако не произлегува од домашниот филмски контекст. Околу генерализацијата на ставовите, јас мислам, не знам, тоа можеби не беше сосем експлицитно кажано, но мислам дека од контекстот беше јасно дека кога се коментираат аспектите на функционирањето на системот на порота, тоа беше врзано за овој, значи за американскиот контекст. Не беше импликацијата дека е тоа универзално, бидејќи различни правни системи различно го третираат, мислам, сакам да кажам, различни процедурални правила имаат и на различен начин го вклучуваат тој елемент во своите процедури. Во таа насока можам да упатам мислам да посочам на еден интересен текст на кој што најдов во истражувањето на материјалите поврзани со овој филм, напишан од еден шпански професор по право кој што го користи овој филм во работата со своите студенти и кој што ги компарира спецификите на шпанскиот поротнички систем со овој систем што е прикажан во рамките на овој филм и вели дека доколку ова би се одигрувало во Шпанија, значи воопшто не би можело да се одвива сценариото така како што е поради фундаменталната различност на процедурите, која што една од тие различности е дека во шпанскиот систем, например, има не се 12, туку 9 поротници и дека таму одлуката не се донесува унисоно, туку со мнозинство. И тоа мнозинството за ослободителна се разликува од мнозинството за осудителна пресуда и дека и поротата е задолжена исто така да понуди јустификација, односно образложение за својата пресуда. Значи не само да се произнесе како во овој случај, туку исто така да го аргументира тоа гледиште, така што сакам да кажам, воопшто не се импликацијата не е дека станува збор за универзален систем, независно од контекстот на системот и на земјата за која што станува збор. Сега, знаете, околу првата ваша поента, во секој случај благодарам за окажувањето. Мислам дека се извинувам ако станува збор за некои крупни категоријални концептуални грешки. Меѓутоа, кога станува збор за области кои што се на некој начин гранични, како што е областа на филозофијата на правото, каде што нужно морате да употребувате, значи да навлегувате на некој начин и во двете дисциплини, мислам дека тоа е нешто кое што ете така значи тешко се наоѓа профил кој што би бил подеднакво компетентен и во двете дисциплини и во таа смисла можеби е прифатлива вашата сугестија да се вклучат луѓе од различни профили кога станува збор за интердисциплинарни теми. Мислам дека тоа во секој случај може понатаму да се користи како концепт и како пракса, меѓутоа сакам да кажам ова дека поентата беше повеќе да се доловат одредени поенти кои што имаат универзално, значи филозофско и општо човечко значење и да се потенцира значењето на филмот како медиум не само за ете така визуелно уживање, туку и за соопштување на некои позначајни концептуални вистини, позначајни пораки кои што имаат универзален дострел. И мислам дека тоа е една од главните идеи на
филозофскиот филмски фестивал и на сите наши активности кои што ги спроведуваме. Значи, сакам да кажам, отворени сме за соработка, како и секогаш, и добро е да ги соочиме, да ги интегрираме перспективите, затоа што мислам дека само на тој начин можеме да дојдеме до некое разбивање на тие институционални и дисциплинарни ѕидови со кои што се одликува нашата средина, и една од активностите на нашето филозофско друштво е насочено токму кон тој, кажеме, постигнувањето на тој ефект. Ова би го нарекол правото меѓу етика и аритметика, а би го развил во три тези. Од ветото на едниот од 12-те, како се гради консензус омниум до крајот. Второ, дубито ерго сум, значи неговото сомневање, сомнежот него, доведе до праведност. И трето, неперцепција. На моите менеджерски студии ми предаваше еминентен светски психијатар, психолог, кој што велеше нема вистина, има наша перцепција за вистината. Зашто таа зависи од нашата, ти разбираш што, парадигма. Значи, нашите очела низ кои гледаме, а таму има и вредности, и ставови, така натаму. Ова што беше предложено, јас им кажам на моите пријатели Спилберг и Лустик да дојдат во Македонија, стварно може да напат еден добар филм за македонското суство. Благодарам. Да, значи, да, овие поенти околу сомневањето, нели, околу перцепцијата и на некој начин статусот на проблематичниот статус на вистината и важноста на сомневањето, мислам дека се навистина една од најзначајните филозофски пораки што ги праќа филмот, особено затоа што во ниеден момент Фонда, како еден од главните протагонисти, не тврдеше со сигурност дека станува збор за негова увереност дека момчето е невино. Значи, тој само се изразуваше сомневање во вината. И се додека постои тоа сомневање, се дотогаш е должна поротата, нели, да ги испитува аргументите и да го востанови резултатот до кој што дојде. А околу значењето на перцепцијата, како што реков, за тоа неколку пати веќе прокоментиравме, и тоа ја прави комплексноста, како што реков, на оваа правна сфера, особено сферата на расудувањето и на примената на општите логички механизми на тој план, особено деликатна и со особено важни консеквенции и индивидуални и социјални. Затоа што тука не станува збор само за значи, логичкиот скелет на процесот на расудувањето е присутен, меѓутоа во правното расудување не се работи само за логичкиот елемент, затоа што тука се нормите, вредностите, сакам да кажам, една посложена динамика на расудувањето, која што го прави овој тип расудување и како предмет на посебен теориски интерес. Значи, една посебна сфера на примената на општите логички механизми на едно поле, каде што таа е можне покомплексна, бидејќи да се расудува со расудувањето што ги вклучува нормите, не е идентично со расудувањето што вклучува само факти. Значи, таму се каде што се комбинираат нормите и фактите, каде што треба да произлезе конклузија што има нормативно, нели, нормативен карактер, што треба или што не треба да се прави, е посебен тип на расудување, особено што фактите, значи, треба допрва да се востановат како такви, затоа што мора да се правно се квалификуваат за да влезат во механизмот на правното расудување. Значи, не е тоа да се тие дадени само туку така, да кажам, готови, туку едноставно самиот процес на востановување на фактите и нивно вклучување во процесот на расудувањето е посебен логички, посебно деликатна логичка задача. Да, поглед.
за мене е добро, не знам за останатиот дел од аудиторија. Добро. Значи, мислам дека филмот на многу убав начин прикажува колку улоги влегуваат луѓето во некоја, еве во овој случај просторија, дека никој пат, значи на еден убав начин е прикажано дека во однос на се е релативизирано што е тоа добро, а што е тоа лошо. Затоа може и да сведочи тоа дека претпоставувам, че сама претпоставка, меѓутоа скоро сум убедена дека никој во оваа просторија на крајот не мисли дека тоа е виновно. Значи сите бевме убедени дека момчето не е виновно. Се надевам. Значи генерално самиот филм покажува колку луѓето уште на почетокот, како што спомнавте, кога влагаат во просторијата, влагаат со одредена улога. Значи во секој однос, интерперсонален однос, комуникација, секој одредена улога. И јас можеби во одредена улога ќе стават во таа ситуација. Стина чинови до самиот крај. Значи тој што беше премислуваше, се играше улогата на тоа дека јас сум лесно во времето така че премногу е релативно патем поставува колку е нашето право не да осудуваме за тоа да расудуваме да седнеме на осудуваме за нечиј човечки живот. И тако и воопшто што се поставувало. И затоа како тоа е наложено да речеме за да се контролира на некој начин во некои цивилизирани мерки или рамки. Интересно беше за мене, може и да нема одредени кадри во вецето кога одеа, значи тоа е само друг дел од судницата во која што беше тензијата и каде што не глумеа, односно не беа во улога, одлучат во одреден период за некада. Тоа, генерално. Да. Па да, играњето на одредени социјални улоги и вживувањето во тие, соживувањето со тие образци е исто така еден од феномените што овој филм го прикажува на многу очигледен начин и целата комплексност на улогите со кои што се идентификуваме. Она што беше според мене во таа насока особено инспиративно е што како настануваше некој вид на еден диалектички однос помеѓу улогите кои што тие ги носат протагонистите на филмот како багаж со себе од своето индивидуално, значи лично, семејно, професионално искуство и како ги внесуваат во игра и како потоа под влијание на таа сложена интерперсонална динамика тие улоги трпат одредена модификација. Интересно беше што секој од нив на почетокот значи не знаеме која е неговата професија и после полека се открива. Едниот е, не знам, нели маркетинг агент, другиот е собственик на сервис за автомобили, третиот е тренер на средношколски спортски тим, едниот е фрустриран, нели, меѓу другото татко, едниот е
да кажам, човек што одраснал, што израснал во гето и што се соживува со практично позицијата на, мислам, знае како изгледа тој живот. Значи, сакам да кажам, тука улогата на социјалните, на концептот на социјална роља исто така е третирана на повеќе нивоа. Нели, тие сите си одат, бидејќи сите ние во секојдневниот живот, социјалниот, емоционалниот, семејниот, сме играчи на голем број улоги. Меѓутоа, ставени сега во улога на една нова специфична улога на поротници што одлучуваат за нечи живот и смрт, значи ситуацијата комплетно се реконфигурира на некој начин, меѓутоа со посредство на тој багаж на предходни социјални улоги што влегуваат сега во новата социјална улога и што ја водат динамиката на филмот. Не знам дали кореспондира тоа со вашите размислувања, меѓутоа мене од прилика тоа ми беше интересно како таа фантастична динамика на филмот кулминира до крајот до кој што доведува и на некој начин ја разрешува таа тензија. Го покажува тој сложен процес на градење на консензус, кој што преку таа делиберативна или промислувачка страна е исклучително важен, не само во овој контекст, туку може да се генерализира и во одредени, мислам, голем број други социјални контексти. И затоа сакам да кажам дека и покрај тоа што станува збор за филм кој што е речиси 6 децении далеко од нашето време и по општествениот контекст, американското општество, нели, од тоа време и да речеме нашиот актуелен миг, преку овие општо човечки пораки, мислам дека тој останува релевантен. Значи не само како дел од филмската класика, од историјата на филмот, туку звучи и вонвременски, како да кажам. Значи некои од неговите пораки и поенти до ден денес остануваат трајно релевантни, од нив многу може да научиме и за себе си и за функционирањето на луѓето околу нас. Уште еднаш благодарам на присуството. Навистина ни е жал што немаме повеќе време за прашања. Се надевам дека ќе се видиме повторно наредната година во уште поголемо издание, во уште подобри услови и уште еднаш ви благодариме за присуството на овие 3 дена.